Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Православните верници денеска го слават празникот Свети Ѓеорѓи, Ѓурѓовден. Во организација на Завод и музеј Прилеп предавање на тема Македонија и Прилеп, градот Херој во борбата против фашизмот. Малолетници тешко повредени во две сообраќајни несреќи во Прилеп и Крушевско. Времето денеска променливо со услови за дожд. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Православните верници го слават Свети Ѓеорѓи, еден од 9 великомаченици и први маченици за христијанската вера. Според народните обичаи, Ѓурѓовден е празник што се однесува на здравјето на домаќинството, брак и женитба на млади луѓе, плодност на стоката и добри поседи. Празникот Свети Ѓеорѓи е еден од најчестите православи на православните. Ѓурѓовден според народот се смета за граница помеѓу зимата и летото. На овој ден црквата го одбележува погубувањето на Свети Ѓеорѓи, што се случило на 23 април 303 година. Ѓурѓовден е празник што се однесува на народните обичаи, од кои главната е плетење венци од билки, меење со цвеќиња, капење во река. На некои места вообичаено е да се украсува со зеленило на Ѓурѓовден предзори и да се оди во природа. Ниту еден друг празник нема толку магиско анотропејска цел како што е случајот со Ѓурѓовден. А сето тоа има за цел да осигура плодност на стоката и полињата, здравје, среќа и напредок на луѓето. Во организација на Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Прилеп на 7 мај од 19 часот во фоајето на Центарот за култура Марко Цепенков ќе се одржи предавање на тема Македонија и Прилеп, градот Херој во борбата против фашизмот. Предавач е Рубин Чобелчевски, историчар, кустос. Настанот се организира по повод 80 годишнината од 9 мај, денот на борбата против фашизмот и Ден на Европа. Безусловната капитулација на Третиот рајх е потпишана во разурнатиот Берлин само неколку минути по полноќ на 9 мај 1945. Со потпишувањето на безусловната капитулација на нацистичка Германија, официјално беше ставен крај на Втората светска војна, во која учествуваа 61 земја, со вкупно 2,1 милиарда жители или 96% од светското население и која однесе повеќе од 50 милиони животи. Од полициската хроника две информации за тешко повредени двајца малолетници во сообраќајни незгоди во Прилеп и Крушевско. На 5 мај 2025 во 15 часот и 37 минути во полициската станица Прилеп е пријавено дека на крстосницата од улиците Јане Сандански и Стеван Димовски во Прилеп се случила сообраќајна несреќа помеѓу мопед Хамачи со прилепски регистарски ознаки,
управувано од 16-годишникот Прилеп, и патничко возило Шкода Октавија со прилепски регистарски ознаки, управувано од 34-годишната СМ од Прилеп. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил малолетникот, констатирани во градската болница Прилеп. Извршен бил увет од увидна екипа од ОВР Прилеп. Истиот ден на 5 мај во 18 часот и 55 минути во полициската станица Прилеп од Општа болница Борка Талески Прилеп било пријавено дека кај нив со тешки телесни повреди била донесена 10-годишна малолетничка од село Алданци Крушевско. Според пријавеното во дворот од семејната куќа, нејзиниот 7-годишен брат случајно го стартувал возилото Ford Galaxy со клучот кој бил на бравата и ја прегазил на ногата. Известен е јавен обвинител и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и изолирана појава на град. Минималната температура во Прилеп денеска достигна 11 степени, а максималната 21 степен. Во наредните денови ќе преовладува променливо облачно и нестабилно време со честа појава на локални врнежи од дожд и грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, за кратко време поголема количина, грмежи, силен ветер над 60 км на час и изолирана појава на град. До петок ќе дува умерен до засилен јужен ветер и температурите ќе бидат без поголема промена, а од сабота со засилен северен ветер ќе бидат во опаѓање. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.